Здраво, дечки, дојдовме до третото четиво на овој YouTube канал. Драго ми е што 500 сабскрајбери се собравте до сега. А особено драго ми е што наредната книга е книга од наш автор, што е приказна за лична борба, за лично искуство, приказна во која што треба буквално да го ставите срцето на тацна, за да допре до секој од вас. И со самото тоа да му помогне на секој од вас кој што се справува со овој проблем. За оваа книга имав чест, и јас и сите вие кои што ќе слушате, авторот на истата лично да ви се обрати во претходното видео постирано на овој YouTube канал, така што околу книгата јас немам што да кажам, освен да ви ја прочитам и со тоа да се надевам дека ќе ви помогне, затоа што оваа борба со анксиозност, стравови, со панични напади е борба која што и јас сум ја минувала, од време на време се уште ја минувам. Истото му се случуваше и на Мартин Јовановски, на кој што особено сум му благодарна за тоа што дозволи и беше среќен што оваа книга ќе се чита на Слушај книга, читам за вас. Сега ве оставам со Мартин и уживајте. Ти си анксиозен, имаш и панични напади, страдаш и од депресија. Психијатарот прва ми ги кажа овие зборови, овие клетви што на почетокот не знаев ни што значат. Мај 2015 година, топло попладне во Скопје. Отидов намерно доцна на крајот на работното време да не ме види никој. Однадвор здрав, однатре уништен, слаб и ситен, со последни сили се влечав по големиот ходник. Затропав кај мојата последна надеж во тоа време, мојот психијатар. Ми треба 5 минути само да се охрабрам да влезам. Никогаш не сум бил на психијатар, сосема непознато за мене. Огромна промена, нов момент во мојот живот. Ајде, Мартин, повели, влези. Те чекав, ми кажаа за тебе. Се насмеа, во истиот момент се обида да ме утеши. Се обидов и јас, не можев. Се обидов и да одглумам. И тоа не можев. Ми требаше таа насмевка да ја докажам дека не сум јас за кај неа, дека сум само изгубен и дека ќе ми помине. Се преправав, решив да прозборувам што било, каков било збор, само за да ја прекинам таа ужасна тишина, таа траорна тишина што ме плашеше уште повеќе. И тоа ми беше тешко. Не можев. Ме гледаше од глава до петици, ме наблюдуваше, а единственото нешто што ми се вртеше низ глава беше да не паднам, да не паничам, да не заплачам, да не се посрамотам. Ајде, диши, можеш ти, само диши, ќе помине. Морам да дишам, ми треба тој воздух, да ги наполнам градиве што мислев дека во секој момент ќе ми експлодираат. Седев на столчето спроти неа, бев парализиран од половина надолу, се обидов да се концентрирам на нејзиниот длабок глас и да се внесам во разговорот. Во грлото ја имав таа кнедла, таа одвратна кнедла што не ми даваше да дишам и уште повеќе ме измачуваше. Маицата што ја носев беше утоп, потта ја бришев дури од вегите. Се потев како да сум истрчал маратон. Следуваше кус разговор во кој психијатарот сакаше да ме запознае подобро. Кимав со главата и повремено го кревав погледот за да види дека колку толку сум присутен. Имаш 25 години, Мартин, често е ова, ќе помине. Ама не разбирате, постојано сум загрижен и вознемирен. Ме измачува глас во мене, кој никако не можам да го замолчам. Добро, обиди се да се смириш сега. Ова ли е тоа? Полудувам ли? Ве молам, кажете ми, сакам да знам. Не полудуваш, Мартин. Не се губи разум толку лесно, верувај ми. Не си болен.
Нема да умреш, не плаши се. Колку и да ми беше чудно, овие незини зборови допреа до мене. Ја слушав внимателно и чувствував како срцето почнува да ми чука во правилен ритам. Видот ми се разбистри, полесно дишав. Си реков, тоа е тоа, ќе ме средат, зошто ли не додов порано тука? Останав уште малку, не повеќе од 10 минути. Дојди пак кога ќе почувствуваш потреба, тогаш. Ајде, само опуштено. Ме испрати до вратата. Додека ја чекав книжката, разгледав наоколу, бев единствено во ходникот. Надвор беше речиси стемнето, со бавен чекор тргнав кон паркингот. Добив чудна желба да поседам на клупата надвор, да го наблюдувам животот што врвеше со полна брзина околу мене. Не паметам колку сум седал сам на таа клупа. Онака, без план, баш опуштено. Бев слободен, се чувствував добро, не се осмелував да се насмеам, ама можев, сега вистински можев. Како не отидов порано, на вистина сум за Кјотак. Повторував на глас неколку пати, се свртав наоколу, немаше никој. Можев и на глас да се прекорам себе си. Времето беше нереално пријатно, беше идеално. Се свртав пак наоколу, здогледав една девојка како оди кон паркингот. Ја загледав, беше многу убава. Ужива во глетката, испраќајќи ја со поглед додека ме држеше видот. Дури и клупата на која седав стана неверојатно интересна, полуискршена и исчкрткана, ама нереално удобна. Се наоколу стана неверојатно убаво. И тогаш се насмеав, колку и да се воздржував ми се испушти. Една чиста насмевка од цело срце. Колку голема колку планина. Уживав, не сакав да си одам. Ми се правеше се и се што, почувствував моќ, можев. Задзвони телефонот, беше татко ми. Се свестив, се вратив во реалноста. Сакаше да знае како сум поминал. Станав и полека тргнав накај дома. Зошто не ми поминува? Ја послушав, се смирив, зошто ми е вака? Не помина ни еден ден. Се приправав дека спијам. Помина 7 часот, ги слушав моите како се подготвуваат за на работа. Алармот на телефонот упорно звонеше, ме потсетуваше дека е работен ден и дека веќе доцнам. Сите дома се договараа за дневните обврски, вратите наоколу постојано треска, им го слушав чекорот, им го чувствував духот, фантастично моќен и присутен. На неколку метри од нив, одвоен со старата дрвена врата како заштита, мојата лична бариера бев јас. Лежав парализиран на својот кревет, немав енергија да станам. Страдав разбуден од мојот најголем кошмар. Повторно отидов кај мојот психијатар. Истиот ходник, истиот мирис, истото одвратно чувство. Верно придружуван од истите мисли и стравови, полни со црнила, немир и со немоќ, огромна грудка во грлото и со повремени тахикардии, што ми ги распрчуваа градиве. Таа е професионалец, таа знае се. Денес ќе ме среди, сега ќе ми помина. Овој пат не чекав, не се двоумев, сам со својот товар на грб. Таму беше госпоѓата во бел мантил, ме чекаше. Што ти е, Мартин? Што е сега работата, пак ли истото? Нели разговаравме за тоа? Не поминаа ни 2 дена. Како да ја објаснам, како се објаснува толку голем страв? Како да ја објаснам дека сум роб на својот ум? Како да ја објаснам кога пред себе гледам млад човек, здрав и прав, во најубавите години од својот живот? Како да ја покажам што носам внатре? Како да ги види црнилата што ме обземаа дел по дел, атом по атом? Седнав на истото неудобно столче, дотраено и речиси уништено, сведок на приказни и на болести, солзи и немоќ. Ама не разбирате, не ми е добро, многу ми е тешко. Ве молам, спасете ме. Се поднасмеа, сосема доволно за да ги скрие брчките од своето лице, незиниот лик стана попријатен. Јас зборував како навиен,
како да мораше целиот свој живот да го објаснам во неколку минути, а таа навидум незаинтересирана за моите зборови, зјапаше во мониторот пред себе и чукаше нешто на белата тастатура. Не беше дотраена како моето столче на кое седев, но беше сведок за истите мачни приказни. Повремено ќе упатеше некој поглед кон мене и повторно се концентрираше на мониторот, вредно работејќи си работата, го пополнуваше делот каде што требаше да даде мислење за мојата состојба. Наеднаш прекина, решително стана и ги прекина зборовите што неуморно излегуваа од мене, како да сакаше да ми каже дека сум здодевен. Ајде, погледни лево, погледни го плакатот закачен на вратата. Се свртев, погледот ми запре на еден полуискинат картон, кој веднаш ми го привлече вниманието. Најгоре, со големи букви пишуваше: анксиозност и панични напади, болест на 21 век. Ме замоли да го прочитам гласно и другиот дел. Паника, страв, вознемиреност, прескокнување на срцето, избегнување, несоница, грудка во грлото, потење. Имаше набројано повеќе од 15 симптоми. Ги прочитав сите на глас во еден здив. Се гледавме десетина секунди без да кажеме збор. Тоа беше тоа. Мојата младост напишана на еден полуискинат постер и тоа во десетина реченици. Зар толку години од мојот живот може да се соберат на толку мал простор? Психијатарот почна да зборува, а јас повторно го погледнав мојот постер и гризејќи ги усните, во мојата глава ги штиклирав симптомите еден по еден. Тоа е тоа. Ги имав сите. Во рете, Мартин, нема потреба да се плашиш, има решение. Седна зад своето биро, повторно ги стави очилата и му се врати на својот монитор. Така вредно удираше по тастатурата, побрзо никогаш и не чукала. Како кога ги пополнуваш последните полиња од крстозборот, не можеш да дочекаш да ја решиш загадката и да го видиш плодот на својот труд. Во случајов, загадката бев јас, а нејзина задача беше да ми помогне и да ме врати на старите патеки. Само да завршам, немам уште многу. Компјутеров денеска не соработува. Тоа е тоа, готови сме. Го пратив извештајот кај сестрата, ќе го земеш на одење. Задоволно удри на масата, упатувајќи ми уште една пријатна насмевка за крај. Изгледаше задоволно, како да го пронајде решението. Немав причина да бидам скептичен. Ја погледнав, не криејќи го задоволството, иако не знаев дали треба да бидам среќен или не. Ти напишав рецепти, ќе почнеме со терапија која ќе ти помогне. За почеток 20 мг антидепресив, комбиниран со деметрин и со хелекс. Ќе ги пиеш 6 месеци, а во меѓувреме ќе се гледаме почесто. Следуваше неколку минутно детално објаснување за начинот на пиење на лековите и за нивното време траење. Ми ги објасни нуспојавите, што ќе настанат и ме предупреди за некои од нив. Искрено, не ми беа битни, ми требаа тие апчиња повеќе од се, ми требаше спас. Ме испрати до вратата и ме стисна за раката. Изгледаше многу попријателски настроена во однос на првиот пат. Отидов до шалтерот, ги зедов рецептите и извештајот и излетав надвор. Главата ужасно ме болеше. Се напив еден кафетин и отидов во првата аптека. Додека ги подготвуваат апчињата, мојот спас, го отворив извештајот. Ми падна половина работи од рацете, од што не можев да се стрпам да видам што пишува. Како малечко детенце кога отвора играчка, како долго очекуван подарок за роден ден. Не можев да се воздржам. Очекував некоја детална анализа, подсетувајќи се на времето што го помина зад својот монитор, но прочитав само неколку реченици кои сега и не ги паметам во целост. Можам да издвоам една-две реченици кои се уште се врежани во меморијата. Катастрофални мисли, паника и панични напади,
акутен страв. Пациентот нема суицидни мисли. Овие зборови ги паметам до ден денес. Никогаш не сум добил диагноза за своето ментално здравје, не знаев дека и тоа се пишува на хартија. Добив мислења, процена за мојата состојба и тоа морам да признаам многу реална. Додека го туткав извештајот за да го пикнам некаде, ми ги дадоа апчињата. Моите апчиња, мојот спас. Уф, ти благодарам Господе, ќе се спасам. Не се спасив. Не можам да ви ја објаснам доволно жилбата, немам зборови да ви доловам колку ќе бев среќен доколку оваа моја приказна завршеше тука. Ќе беше идеално. Ќе беше среќен крај, ќе беше премногу едноставно. Морам да се вратам во реалноста. Ако научив нешто од досегашната борба со анксиозноста и со паничните напади, тоа е дека во нашиот живот ништо не е едноставно. За нас нема простор за онаа мала фина среќа што ја чувствувате по секоја ситна работа што е успешно завршена. Се наградив, за последен пат си помислив на таа разврска. Си замислив како по тие апчиња стравовите се заминуваат од мене, како полека ја губат моќта, а јас постепено застанувам на нозе. Синџирите што ме држеа оковани со години попуштаат и можам слободно да дишам. Можам да се вратам на тоа што бев порано, слободна и чиста душа во која немаше место за никаков страв или тага. Толку моќна што дозволуваше да се насмеам, да се смеам неконтролирано, да уживам без да имам тежина на совеста, дека правам нешто погрешно и дека ќе го разбудам ѓаволот во мене, кој трпеливо чека да ме тресне од земја и да ми ја покаже сета своја моќ и злоба. 2 години од мојот живот поминав крејки се зад белиот мантил на мојот психијатар и незините магични апчиња. Се криев и чекав да помине. Секој здив што го земав беше борба. Секој излегување од дома беше борба. Секое враќање дома беше борба. Секој обид да заспиам беше пекол. Секој обид да работам беше пекол. Напади, тахикардии, паника, страв, катастрофа. Стоев на работна бездната и го чекав моментот кога ќе паднам во неа. Тешко е да си ја признаеш вистината пред самиот себе, особено кога не е толку пријатна. 100 луѓе може да ти кажуваат секојдневно, но тоа не значи ништо додека самиот не ја откриеш. Решив понатаму борбата да ја водам вистински и со здрав разум. Решив да ги фрлам тие мали чуда што направија заробени код мене. Со причина го прескокнувам делот што требаше да биде посветен на нив. Не се вредни, не заслужуваат да бидат споменувани во мојава приказна што ќе ви ја раскажам. Само иницијативно, без консултација со мојот психијатар, решив да им кажам збогум на моите апчиња и на магијата, мечтите и на кошмарите што ги предизвикуваа кај мене. Доволно е. Завршив со вас. Веќе нема да ви бидам верен. Доста е. Ќе почнам од почеток за полесно да ме разберете. Често ме прашувале од кога сум ваков, колку време сум заложник на оваа состојба, болест или како и да се нарекува денес. На тоа прашање секогаш имав проблем да одговорам, бидејќи во тие моменти го немав точниот одговор. Не се појави како класична болка, не се појави наеднаш. Анксиозноста на почетокот си го подготвува теренот, те подготвува за тоа што следува и дури на крајот ќе ти затропа на врата. На почеток симптомите беа збунувачки, нелогични и со многу помал интензитет. Со други зборови, не беа толку страшни. По мојата досегашна борба, по се што поминав досега, можам да кажам дека анксиозноста е мој верен придружник, моја сенка, нераскинлив дел од мене од мојата 18-та година.
Сигурно сите ќе помислите дека сум доживал кој знае што на тие години, некоја непријатност, болест, загуба на близок или нешто слично. Тоа и јас би го помислил да сум на ваше место, би барал силна причина, би барал извор на својата болест. Меѓутоа не, во тој период немаше ништо такво. Бев нешто сосема поинакво од тоа во што се претворив. Бев сосема нормален, млад човек кој вистински го сакаше и го живееше својот живот. Не оставав простор да ме победи некаков страф или депресија. Уживав, исчекувајќи го следниот ден и се што ќе ми донесе тој. Едноставно кажано, немаше место за гнев, страф, бес, катастрофи и депресии. За анксиозноста и за паничните напади пак немав ни чуено, а и да сум чул некаде, сигурно не би запаметил, би ги додал на листата сосема небитни теми. Оној депресивниот велат живее во минатото, додека пак оној анксиозниот живее во иднината, константно обтоварувајќи се со сите реални и нереални сценарија. Апсолутно точно, меѓутоа од денешен аспект. На таа возраст не можев да прифатам вакво нешто, се лутев и збеснував, оправдано бев на почеток. Нешто чудно се случи со мене по мојата 18-та година. Почнав да размислувам за работи за кои мал дел од мојата генерација воопшто и помислуваше. Почнав темелно да анализирам настани и работи кои повеќето луѓе наоколу не ги ни забележуваа. Почна една фаза на постепено повлекување од сите социјални активности, избегнување на дружбата со моите пријатели и познајници, градење ѕидови околу себе. Стравовите секојдневно растеа, секоја емоција исто така. Кога ќе се навратам на овој момент, мислам дека првиот показател дека станувам поинаков е избегнувањето. Излегувањата навечер, особено тие преку викенд, се претворија во вистинска борба со себе. Гледав да ги проретшам колку што можев повеќе, нормално без никој да забележи, а тие што не можев да ги избегнам, се трудев да ги поедноставам колку што можев повеќе. Стануваше екстремно тешко да се убедам да излезам од дома, а кога веќе ќе влезе во кафулињата, дискотеките или рестораните, го барав најизолираното можно место таму. Сместен во некој ќош, во својата безбедна зона, со екстремно ниска самодоверба и без никаква живост во себе. Бев константно обседнат со часовникот, односно со позицијата на стрелките, кои требаше да го покажат моментот кога ќе можам да избегам дома. Додека сите околу мене се забавуваа и губеа чувство за време, јас глумев, бев принуден да станам мајстор во манипулирање и експерт во презентирање на своите лаги. Еднаш ме болеше главата, друг пат стомакот, трет пат морав да одам дома порано и повторно од почеток. Во меѓувреме вртев со главата наоколу, го посматрав апсолутно секој лик внатре и ја барав следната закана, следната катастрофа. Тапкав во место, не се ни осмелував да направам нешто поинакво од претходното. Деновите си ги планирав однапред, живеев по план, во еден свој круг што се повеќе го намалував и намалував. Меѓутоа и тоа не беше доволно за да се чувствувам добро. Секогаш кругот беше преголем. Тоа што го чувствував тогаш и го препишував на депресијата. Постојано си кажував во себе дека таа е привремена и дека сите ја поминале во некоја фаза од животот. И нормално, морам да бидам маж и сам да ја победам. Можеби, доколку во оваа фаза побарав помош, ќе беше поинаку. Можно е приказната да се одвиваше поинаку. Меѓутоа, тогаш имаше периоди, луѓе и дружења по кои се чувствував релативно добро. Имаше барем некој начин за привремено да избегам на мојата најверна партнерка, мојата анксиозност. Можев да и се скријам, да избегам, па времето додека таа ме бара налутена или нервозна, да го искористам за да уживам, да дишам со полни гради и да го одморам мозокот кој неуморно се бореше
со мислите што го напаѓаа од сите можни страни. Одморот секако траеше кратко, премногу кратко, меѓутоа и тоа ми беше доволно за да го почувствувам тоа што вистински го барам. Мотивот за да продолжам го црпев токму од тие моменти. Толку чисти, лесни, преубави. Додека ги барав одговорите на моите дилеми и прашања, кои никогаш не прекинаа да надоаѓаат, а се мереа во стотици и илјадници, најдов на една реченица која ми се врти низ глава до денес. Многу едноставна, многу вистинита. Целата вистина. Тоа беше тоа. Не знам дали ја најдов во некоја книга или некаде по интернет, ама ми остана врежена во сеќавањето, бидејќи ме погоди директно во центар. Страв ми е да не умрам, а уште повеќе ми е страв да живеам. Не губете време лутајки по форумите и по книгите барајки конкретна дефиниција за анксиозност и за панични напади. Не правете ја истата грешка како мене. Не трошете ги годините на тоа. Оваа реченица погоре е можеби најдоброто објаснување за нашата болест или состојба или како и да ја наречете. Сосема небитно, сеедно е. Добар дел од луѓето што ги запознав низ мојата борба, лутајки низ бескрајните лавиринти од психијатри, гатачи, психолози, бајачки, реагираа особено бурно и нервозно кога ќе го употребев зборот болест, опишувајќи го тоа што ми се случува. Ме погледнуваа лошо, стрелајки ме со својот поглед, или пак беа директни и ме опоменуваа. Тој збор бил лош, невистинит и действувал демотивирачки за другите. Премолчував секогаш, никогаш не им противречев, иако во главата секогаш имав некој аргумент во моја корист. На една од првите групни работилници на кои присуствував се случи токму тоа. Темата беше начини на соочување со паничните напади и присуствуваа јас и уште десетина мои соборци, кои прв пат ги сретнав, како и психологот што ја организираше работилницата. 10 столчиња наредени во идеален круг, јас секако седнат на крајот, на најизолираното столче што гарантираше брзо бегство низ вратата од станот доколку има потреба од тоа. Представување на присутните, мало запознавање со психологот, кратко објаснување и дефинирање на поимот паничен напад. Дојде мојот ред, се представив и го поставив единственото прашање што ми беше битно и со кое се оптоварував веќе неколку години. Здраво, јас сум Мартин, сакав да ве прашам дали воопшто познавате некој што се излекувал од оваа болест? Десетина погледи ме стрелаа во истиот момент, очигледно чепнав каде што не треба. Веднаш се коригирав, не сакав да бидам причина некој да се почувствува уште полошо. Знаев како се чувствуваа повеќето луѓе таму, тие беа мои луѓе, напатени души, мои браќа и сестри. Само поради нив не продолжив, се извинив и замолчив. А зошто да не ја наречам болест, нешто што боли? Зошто да не наречам болест нешто што трае, јаде однатре, нешто што не се лекува? Мојот ум е нападнат од сите страни, мојот дух е паднат на колена, моето тело е преслабо, не спијам, јадам со сила, се борам секоја секунда од денот, а не смеам ни да го употребам тој збор. Барам помош од сите околу мене, умот ми е поматен, ја исчекувам следната катастрофа, ја очекувам болеста, ја очекувам смртта. Сепак, денес знам дека тоа не е ни битно, па наречете го како сакате. Битна е суштината, пораката, битна е силата со која ве удира. Битен е степенот до кој можете да ја издржите. Тоа е мојата анксиозност, мојата верна партнерка, мојата најверна сенка, која просто ме обожава. Едва и чека да се разбудам, па со задоволство да почне со незиното. Секогаш е тука,
а најмногу кога ја бркам од себе. Тогаш особено сака да се дружи со мене, тогаш особено сум ми интересен, а кога ќе издодеам, или ме праќа дома, или во брза помош. Во секој случај, таа решава. Таа е главната. Мојата најверна партнерка. Мојата анксиозност. Ке прескокнам неколку години од својот живот. Ке прескокнам период за кој постарите знаат да кажат дека е најубавиот од животот. Период во кој би требало да доминираат безгрижноста, љубовта, радоста, напредокот на секое поле. Нема да се задржувам на тој период од 19 до 24 години, од едноставна причина што нема нешто вредно да се издвои. 5-6 години криење, измачување, лаги, безнадежност, депресија. Такво акумулирање страв, такво застранување од реалноста, такво обземање од гнев и од бес. Кои зборови да ги употребам, нема да ви ја доловам вистинската слика. Велат, треба да почувствуваш, за да разбереш. И имаат право. Мартин, треба да одиш на психијатар, не ти е добро. Почнаа да ми забележуваат моите дома, особено мајка ми. Не ми е ништо, оставете ме на мир. Не бев во фаза кога можев да расудувам правилно. Умот ми беше поматен, бесот и лутината ме обземаа се повеќе. Полека, но сигурно се пробија на пиедесталот на водечки емоции. Имаа и време и простор да стигнат дотаму, имаа подготвен терен. Мојата најверна партнерка беше нивна сојузничка. Беа толку синхронизирани, беа толку силни, се надополнуваа. Немав сила да им се спротивставам. Бев послаб, може би добивав по некоја битка, ама тоа беше премалку, недоволно. Го завршив факултетот во тој период, тоа е позитивното. Кога велам позитивно, мислам од овој аспект секако тогаш не бев ни свесен, ниту можев да почувствувам среќа, гордост или олеснување. Најмалку ми беше битна иднината, ништо не беше вредно, доколку не раскинлив дел од секојдневието и понатаму ми се мисли што ќе ми го одземат мирот, мисли што не дозволуваат ништо позитивно да допре до мене. Нема простор за среќа кога во главата ти се вртат мисли од типот Господе, те молам, не дозволувај да полудам, само тоа немој. Не сакам да умрам, никому не сум му наштетил, зошто ми се случува ова? Зошто јас? Зошто јас, Господе, зошто јас? Да не заборавам, истиот тој период беше исполнет со толку многу прегледи, лекари, специјалисти, амбуланти, клиники, апчиња и погрешни диагнози. Бев многу загрижен, неверојатно оптоварен со своето здравје. Бев сигурен дека ќе умрам, дека умирам, само ја барав причината. Болен сум, умирам, морате да откриете од што. Со овие зборови влета во ординацијата на матичната лекарка. Пристигнав со трчање, го прескокнав редот, немаше време да чекам, бев најсериозен случај таму. Во чекалницата сите беа стари луѓе, јас имав неполни 25 години, никој не смееше да ме запре, вриев однатре. Бесот ме контролираше. Полека, седни малку да ти го најдеме картонот. Ама нема време, не можам сега да објаснувам, дајте ми упат за секаде. Ја погледнав дрско и си мислев колку само не знае ништо. Без почит за незината професија, тврдоглав и црвен од лутина. Тоа воопшто не сум јас. Ретко кога сум се однесувал на тој начин. Тие што ме познаваат ќе потврдат. Мојата анксиозност доби и лик, беше забележлива за другите, беше заслужна за чудовиштето во кое се претворив. Имам рак, знам дека имам рак. Во ред, зошто си ти сигурен толку во тоа? Што чувствуваш? Не можам да објаснувам сега, го чувствувам во мене. Знам дека умирам, дај ми упат за секаде, сакам да откриам на кој орган е. Знаев дека изгледав смешно,
Знаев дека почнав да ја нервирам, ама беше оправдано. Кога човек умира, се е оправдано. Барем 5-6 месеци да ми преостанале. 5-6 месеци, ама да ги издржам на нога. Не сакам никому да му бидам товар. Па и да ме снема што има врска, не дека многу ќе пропуштам, може и ќе се спасам, ќе ми биде подобро на другиот свет. Ништо повеќе од тоа. Барем 5-6 месеци. Доволно ми е. Сигурно сите во некоја фаза од животот барем еднаш сте се прашале што би направиле доколку знаете дека набргу ќе ве снема, дека ќе заминете од овој свет. Сте направиле некоја листа на задачи и на приоритети во својата глава. Сте го замислувале светот без ваше присуство, вашите блиски, вашите сакани. Сте биле сведоци на нечие напуштање на овој свет, нечие прерано заминување и сте се прашале што ако тоа бев јас. Во тие моменти сваќате колку е животот всушност кревок, непредвидлив и премногу често нефер. Реалноста станува брутална, наеднаш почнуваат да ве обземаат други мисли. Почнувате да се чувствувате лошо, ликот ви се менува, среќата исчезнува. Се оптоварувате со непостојни работи, загриженоста преминува во немир. Немирот во страв, стравот во болка. Се помалку е присутна онаа движечка животна енергија. Тешко е да се вратите на старите патеки. Се затворате, се изолирате, депресијата тропнува наврата. Многумина од вас биле таму. Некој се задржал повеќе од другиот, некој поминал потешко, некој е се уште таму. Повеќето добиле шанса да се кренат, да застанат цврсто на нозе, побогати за една животна лекција, корисно искуство. Велат, тој што се изборил еднаш, тој што победил еднаш, е многу тешко да се врати назад. Лузните што ги носи, сеќавањата, борбата и пеколот што го видел, се доволни за да го потсетат дека доволно време поминал таму, дека не сака да поминува повторно низ тоа. И тогаш почнува да го сака и да го цени тоа што го има. Почнуваат да го прават среќен малите работи. Тоа инаку е најчестиот совет што го добивав низ годините. Да ме прават среќен малите работи. Тие што за повеќето луѓе се безвредни. Само што тогаш никој не ми кажа како. Тоа е тешкиот дел. Јас и моите соборци, сите ние на кои ни е верна нашата партнерка, нашата анксиозност, сме биле таму долу. Ние многу тешко ја добиваме шансата да се вратиме назад. Не е дека помалку го сакаме тоа или помалку се бориме. За нас е поинаку. За нас е премногу тешко. Само да можете да ги видите, да позборувате барем накратко со нив. Запознав такви борци, такви херои, правеа се за да излезат од темнината. Никогаш не сте слушнале за нив, нема ни да слушнете. Мартин, не можам да ти дадам приоритетен упат само затоа што ти го бараш тоа од мене. Лекарката овој пат беше лута, не смеев да и се спротиставувам, сепак таа одлучува. Нејзиниот збор е последен. Најдов на достоен отпор, не очекував, свежи ми беа сеќавањата од првата посета од пред некој ден. Ама не спијам навечер, се ме боли, не можам да дишам убаво. Го спуштив тонот, сакав да и падне жал, да се сожали и да ме разбере. Ми успеа. Искористив некои од техниките што ги усовршив во средношколските денови, знаев добро да излажам тогаш, секогаш го добивав тоа што го сакав. Можев да го изманипулирам секого во тоа време, се вадев од секакви ситуации, ама секогаш, апсолутно секогаш како победник. Така и овој пат. Кажи ми што чувствуваш и ќе те пратам каде што треба, ама јас ке проценам. И кажав, се отворив до коска, не водејќи сметка за тоа како ќе звучат последиците од ќотекот од мојата најверна партнерка изговорени на глас. Од тој момент
Се што правев следните неколку месеци беа испитувања, контроли, прегледи и посети на разни специјалисти. Ја научив секоја клиника, секој агол, ходник, ординација и чакалница. Сам, со зелената книшка, стуткан, ситен, во некој свој свет, со товарот на грб трчав од клиника до клиника. Уверен во својата вистина, растргнат на сите страни, трагав по својата болест. Ја барав со име и со презиме, ја барав да застане јасно пред мене, имав потреба да знам што е тоа што ме победи, што ме истреска од земја. Решив да се предадам, сакав да знам само кому треба да му честитам. Срцето, бубрезите, крвта, притисокот, главата, тироидата. Сите наредени и организирани во перфектна низа на можни осомничени. Барем еден од нив е виновникот, барем еден од нив не си ја врши функцијата како што треба. А сега ќе дознаам и од што умирам, каде се вселил ракот што го носам со себе толку долго време, толку години, најубавите години. Мајка ми води борба со ракот од кога знам за себе. Ја увидов силата и моќта со која тоа чудо напаѓа. А секогаш напаѓа недолжни. Секогаш е нефер борба. На крајот завршуваш пред лице во бел мантил, кој треба да ти соопшти колку ти се наклонети процентите или колку време ти останува. Операција по операција, заедно со последната, 4 на број. Од секоја мајка ми излегуваше похрабра и похрабра, никогаш не му дозволи да ја победи. Ќе оставеше неколку години и повторно тропеше на врата. Секогаш непоканет и непосакуван, секој пат побрутален од претходниот. Ја знам таа борба од блиско, позната ми е. Сите хемотерапии и зрачења, секое делче од човекот што тоа зло може да го изеде, да го уништи. Знаев дека во голема мера се пренесува генетски, а се познава в себе си колку сум ист како неа, бев сигурен дека веќе тропнали на мојата врата. Ги чекав резултатите, само тоа правев 2 недели. Буквално ги броев минутите. Едва чекав некој да ме застане на улица и да ме праша како сум. Чувствував таква потреба да си олеснам, да му прераскажам за болеста поради која набрзо ќе го напуштам светот, а за која чекав само потврда од медицинските лица. Ке почнав да раскажувам од почеток, не прескокнувајќи ни најситен детаљ, губејќи чувство за време. Па откако ќе ме изслушаа и потапкаа по рамото, ке почнаа со разубедување. Ке се поздравев, ја спуштав главата и со насолзени очи си одев каде што сум тргнал. Втората недела ја преседов дома, зедов слободни денови од работа. Не можев да поднесам ничие присуство. Дома бев до 4 попладне, а кога сите се враќаа дома, јас бегав. Се возев наоколу, чека времето да помине, а тоа пустото како зинает не поминуваше. Морам да издржам, ајде Мартин, можам јас. Уште само еден ден и ќе ми кажат се. Грешев. Немаше рак, немаше никаква болест. Бев совршено физички здрав. Познато ви она кога сте убедени до толку во некоја своја вистина, што кога ќе ви го докажат спротивното, се чувствувате разочарени, па дури и предадени. Денови и месеци ми требаа само за да почнам да се убедувам дека се е во ред со моето тело. Не можев никако да ги прифатам тие резултати. Како ли човек да се убеди себе си дека е здрав, кога се наоколу тоне и се распаѓа? Немав рак, немав никаква болест, крвта ми беше во ред. Само покачен притисок и тоа на нервна база, како што ми кажа. Колку пати да се враќав со резултатите, одговорот беше ист. Ги однесов резултатите и кај други специјалисти, ги однесов и по други клиники, приватни и државни. Барав хемотерапија,
Добив само диазепам и некои јапчиња на природна база. Барав зрачење, добив чудни погледи и подсмев на моето лелекање и молење. Не добив ништо од тоа што бев уверен дека ми е ужасно потребно. Не го добив непријателот што го посакував. Се уште беше непознат, а секој ден ме јадеше однатре. Се посилно и посилно. Ми се криеше вешто, ме победуваше на секоја поле, беше толку моќен, а и покрај тоа не сакаше да се открие. Ми требаше рецептот за диазепам, морав да отидам повторно кај матичната лекарка. Колку и да не сакав, морав лично да се појавам, не можев да го избегнам одењето таму. А знаев што ме чека, знаев што следува. И сега што правиме? Ете, гледаш? Што можев да ја одговорам? Дојде нејзиното време, сега можеш официјално да ме укори, да ме искара. Кога влегов, беше напната и нерасположена, можеби поради метежот во чекалницата и сите тие пациенти што мораше да ги среди до крајот на работното време. Кога ги вида моите резултати, задоволно ме погледна и се расположи. Ме победи, колку бев луд. Ми рекоа да пијам диазепам некој период. Дојдов да ми напишете рецепт. Морав да кажам нешто само за да ја скрие таа само бендисана насмевка, премногу ми одеше на нерви. Во ред, меѓутоа морам да ти кажам нешто. Сега на вистина очекувам да прифатиш и да не се противиш. Мислам дека по сето ова треба да ти испратам на психијатар, сега кога се уверивме дека другото е во ред. Додека ги кажуваше зборовите, мафташе со хартијата, со моите резултати, како да сакаше да ми каже дека сега веќе немам право да ја противречам и имаше право, морам да бидам искрен. Си ја докажа поентата. Можеш да избереш самиот, меѓутоа можам да ти препорачам и јас. Имаме многу добри психијатри кај нас. Докажани психијатри. Веќе не ми беше битно ниту каде ќе ме прати, ниту што ме чека таму. Јас ја гледав својата болка, својата рана, која никако не заздравуваше. Забележав дека телото на моменти ми беше толку многу стегнато, ја чувствував цврстината, секој мускул, секој делче беше толку напнато и затегнато, што мислев дека ќе пукне. Ребетниот столб, вратот, желудникот, главата, секој дел со силна болка и тоа без исклучок. Станував и легнував со неа, непрекинато, без пропуст, без макар еден ден одмор. Се повеќе ја губев вербата. Едноставно не одеше. Товарот беше преголем. Секој човек си има своја максимална толеранција на болка, своја граница до каде може даистрпи. Јас полека стигнував до самиот рап. Веќе не можев да се борам, веќе не можев да се објаснувам со луѓе што не разбираат. Луѓе што ќе те потапкаат по рамо и ќе те испратат на следното место, каде што ќе ги бараш одговорите и решенијата. И пак во круг, и пак без успех, и пак разочарување и наведната глава. Како бунар без дно, живеев во илузија, лутав насекаде без компас, без никаков правец. Застанав. Морам да ви признам. Сега сум во фаза кога отпорот што го прави мојата анксиозност е речиси еднаков на желбата да ја напишам оваа книга. Растеше паралелно со секој пишан збор досега и сега е официјално доволно моќна и ми застана на патот. Ми стави граница, ми вели стоп. Прекини до тука. А го очекував овој момент, чувствував дека ќе дојде, кога тогаш. Веќе втора недела како не ми дозволува да го земам пенкалото в рака, да продолжам или барем да го прочитам тоа што го напишав досега. Ме брка од бирото, ме брка од мојата соба, како ѓаволот да ми го украде тефтерот и не сака да ми го врати.
Ми беше страв да си го побарам назад. Тешко ми беше да си признам. Истиот тој ѓавол ми ги уништи претходните 2 обида. Мојата борба да ја ставам на хартија и да помогнам некому. Тогаш бев некаде на средина со пишувањето, многу повеќе од ова сега. Ме сопре, ми покажа за што е способен, ме прегрна, ме испрати до кантата за отпадоци и ме гледаше додека ја фрлам хартијата со мојот живот напишан на неа. Уживаше, задоволен и среќен, додека ме гледаше како ја кинам на најситни можни парченца. Сакаше да се осигура дека нема начин напишаното да стигне до некој друг човек, мој соборец или која било љубопитна душа што разбира, која чувствува жал за мене и за тие таквите како мене. Ми всади таков страв што не се опишува. Самата помисла да седнам и да пишувам ми беше строго забранета. Еве ја и сега се појави со сета своја сила. Ме прекорува, ме тера да прекинам, сака да ме врати години наназад. Не ми дава да испливам на површината. Пресилна е, на моменти и брутална. Нема намера да попушти. Ке ти се смеат, што ти е проблемот, што сакаш да постигнеш, не си способен, прекини. Сите ќе дознаат за тебе, нема да можеш да напредуваш во животот. Сакаш ли да те сожалуваат? Не знаеш да пишуваш, слаб си. Нема да имаш другари по ова. Ниедна девојка нема да те сака ако ја објавиш. Што ќе помислат твоите? Немаш храброст да одиш до крај. Ке те казнам за ова, ке страдаш уште повеќе. Ке прекинеш кога тогаш. Џабе тие нема да ме победиш. Зборува секојдневно, нема намера да престане. Ми седи на рамената, удобно е наместена врз мене, ме притиска со целата своја тежина. Решила да ме запре, ова што сега го правам е премногу, тешко и да се замисли. Надвор од секоја комфорна зона, надвор од секоја неизина логика. Со секоја напишана страница сум поблиску до решавање на загадката. Секој збор ставен на хартија е уште едно камче во мозаикот, навиду мало и ситно, а толку тешко за носење. Имам уште многу да пишувам, а таа има уште многу да бесне. Ако ја имате книгава пред себе, сум победил. Ако го читате ова, сум успеал. Колку сакам да го читате ова. Не го добив ракот што го барав, не добив ништо од тоа што бев сигурен дека ме очекува. Се вратив на почетокот, престанав да одам кај матичната лекарка по добивањето на сите тие резултати. Одењето таму, долгите детални објаснувања и докажувања едноставно изгубија смисла. Се вратив во својата зона, мојата најверна партнерка ми беше лута, бидејќи премногу време посветив на болниците, лекарите и на испитувањата, па реши да биде уште построга. Убедливо најлошо од кога се познаваме, не се отргнуваше од мене. Секоја минута од моето секојдневие ми се залепи како пијавица, немаше простор и време за ништо друго. Тој период ретко излегував од дома, особено на оние вечерни излегувања. Беше чудо да се натерам да излезам од дома. Меѓутоа, една саботна вечер решив да го направам спротивното, да се обидам да се вратам меѓу живите. Целото друштво се изненади што решив да им се приклучам, повеќето беа среќни, искрено среќни, им видов во очите. Сите што беа таму ги познавав многу одамна, и тие од средно, и тие од мало. Бевме излезени во некоја кафуле на која не се ни сеќавам, не е ни битно. Од првата минута од кога влегов, се обидував да се отпуштам. Само тоа и го правев тие 1-2 часа додека бевме таму. Решив да му дадам шанса и на алкохолот, се надевав дека можеби тој ќе ми помогне во мисијата. Ми дојде смеа, морам да бидам искрен, ви кажувам за некаква мисија, кој знае како звучи ова. Вие што сте како мене разбирате, а вие другите насмејте се слободно, ќе ве разберам. Сакав да се отпуштам, да, сакав да ми биде како на другите таму.
Имав читано дека многу луѓе го користат алкохолот како свој сојузник во борбата против анксиозноста, како свој штит. Преку него и порачуваат да бега од нив, да ги остави намир, барем тие неколку часови кога треба да се испразнат, да уживаат. Се обидов и јас, ама сигурно веќе погодувате. Не ми успе. Оттаму продолживме во диско, рано беше за дома, прерано. А и решив да си дадам шанса. Местото каде што тргнавме ми одговараше фино и културно, добра музика во комбинација со весели млади луѓе. Си реков, вреди да се обидам, ајде да се обидам да се отпуштам. И ми успеваше, бев окей, ама 20 на минути и толку. Следуваше мојот прв паничен напад, еден одвратно моќен приказ на силата и на злобата на мојата верна партнерка, нешто што никогаш нема да го заборавам. Тешко е да ви го пренесам во целост. Тешко ми е и кога се присетувам на тие моменти. Бев во нокаут, бев истрескан од земја. Прво дојдоа мислите, оние нелогични стравови, кои некако и успевав да ги контролирам. Мозокот почна да го премотува секое најлошо можно сценарио до бесконечност. Една по една одвратни мисли си доаѓаа и му го зголемуваа товарот, тешко беше да се избркаат. Додека се борев со една, две други чекаа на ред. Бев загрижен дека ќе се урне покривот, дека некој има поставено бомба која кај да е ќе експлодира, дека ќе добиам мозочен удар, дека сите внатре зјапаат во мене, дека поголемиот дел од луѓето скришно ми се подсмеваат. Отидов до тоалет да плисна малку вода на лицето, ама редицата беше предолга. Не можев да се стрпам, самата помисла да чекам ме извади од кожа. Толку луѓе да чекам, толку луѓе во толку мал простор, нема шанси, ќе се вратам назад. Сакате ли да излеземе малку на воздух, не се дише тука? Им се обратив на две другарки со кои бев излезен, едната ја сакам како сестра, а другата ја почитувам премногу, инаку лекарка по професија. Се решив за нив двете, најдобрата можна комбинација внатре. Се снајдов, смислив добар изговор, немаше шанса да им кажам што ми се случува. Не дојдовме за такви работи, дојдовме за забава. Ајде ќе одиме, ајде до надвор. Излеговме тројцата, имаше релативно малку луѓе околу нас. Двете запалија цигари и си правеа муабет меѓу себе, а јас стоев подпран на еден ѕид. Се правев дека не ми е ништо, иако секој здив што го земав беше борба, страшна борба во која сопственото тело почна да ми откажува, не реагираше на наредбите што му ги задавав. Имаше гласна музика, па не можеа да го слушнат моето дишење. Со цела сила се борев да вдишам воздух, само малку ми требаше, колку да не се задушам. Ама ти не си нешто добро, што ти е? Ке ми помине, не грижете се. Немаш боја на лицето, Мартин, блед си како крпа. Едната влезе внатре да ми донесе чаша вода, а другата ме фати под рака, го избра вистинскиот момент, секунди ме делеа од треснување на земја. Веќе и ѕидот не беше доволен. Стана премногу мек, стана недоволен да ми го задржи телото во исправена положба. Седнав на земја и веќе не можев да се правам дека не ми е ништо. Глумата изгуби смисла, никогаш немав почувствувано вакво нешто. Срцето ми чукаше толку силно и неправилно, а како сето ова да беше малку, почнав да го губам и видот. Се околу мене стануваше матно и црно. Им ги слушав гласовите и викањето некаде во далечина, додека ме тегнеа нагоре по скалите. Само ќе ги погледнев од време на време, колку да видат дека сум тука, толку можев. Не бев способен за ништо повеќе. Тоа беше максимумот. Кога ја кренав главата, веќе бевме стигнати до излезот, стоеа два тројца од обезбедувањето, кои незаинтересирано фрлија по некој поглед врз нас.
Слика што за нив е многу честа, верувам, не име прв пат да гледаат како изнесуваат некого на раце од диско. Испил многу, а? Едниот ни се приближи додека ме седнуваа на едно дзидче непосредно до нив. Не му е добро, го стега срцето, не може да диша, се тресе цел. Влегоа двете назад трчајки да ми го најдат капутот и да ги викнат другите. Ја ставив главата меѓу нозе и се обидував да дишам длабоко. Не ги чувствував, ниту нозете, ниту рацете. Се препотував, ми беше премногу топло, а надвор беше престудено, декември, една недела пред Нова година. Не плаши се, ќе бидеш добар, ќе викнеме брза помош. Тоа беше гласот на еден од обезбедувањето кој во меѓувреме ми се приближил, забележал дека се работи за нешто повеќе од стандарден ефект од многу алкохол на кој често е сведок. Додека ми зборуваше, ме стискаше толку силно за вратот, ме масираше и постојано ми ја држеше главата крената високо нагоре. Тогаш видов неколку луѓе што зјапаа во мене, гости што се заталкале тука на одење, претежно двојки. Се прашуваа тивко меѓу себе, беа заинтересирани да откријат на што се должи сликата на која не можеа да останат рамнодушни. Момци, да викаме брза помош или вие ќе го носите? Излетаа другарите одвнатре и заедно со обезбедувањето ме внесоа во автомобилот. Решија тие да ме однесат в болница. Бевме релативно блиску до државна, претпоставувам немаше логика да ја чекаме брзата помош. Лежав безпомошно на задното седиште, се молев на Господ да издржам. Не паметам дека никогаш сум се молел толку искрено, никогаш не ми била потребна помош како тогаш. Во такви ситуации секој станува верник, претпоставувам. Ситуации кога чувствувате дека животот ви виси на конец, дека силата полека ве напушта. Ми го отворија прозорецот од автомобилот, главата ми беше потпрена на рамото на еден од другарите. Тогаш по прв пат видов колку беа исплашени. Ке ме погледнаа и се обидуваа да ме смират. Ама очите ги издаваа. Изгледав очајно и страшно, во тоа сум сигурен. Стигнавме бргу, ме грабнаа под мишка и ме одвлекоа низ некој лавиринт од ходници. Се разбудив легнат на кревет обкружен со 2-3 личности во бели мантили. Само еден внатре со него, сите други во чекалница. Лекарот, кој авторитативно влезе во тој момент, ја покажа својата строгост на дело. Ме гледаше од глава до петици, не коментирајќи ништо. Паметам дека толку силно ми се тресеше секое делче од телото, колку што повеќе се обидував да се смирам, толку повеќе имаше контраефект. Сестрата ми ја откопчуваше кошулата, ме погледнуваше од време на време, а лекарот продолжи да ме анализира оддалеку, не изустувајќи ниту збор. Што сте правеле? Што пиел? Колку испил? Проговори лекарот по подолго време. Го распрашуваше другарот што остана со мене во просторијата. А дрога, марихуана, кажи ми искрено. Не, ништо од тоа. Се увери дека се работи за нешто друго, тогаш по прв пат ми се приближи и го зеде апаратот за притисок. Им направи простор на сестрите да ми направат ЕКГ. Цело време зјапеше во мене без воопшто да го смени ликот. Многу авторитативна личност, ке му го паметам ликот додека сум жив. Во тие моменти веќе ми стана подобро, кнедлата во грлото полека се повлекуваше, дишењето ми се нормализираше. Наеднаш ми стана толку студено, другарот скришно ме покриваше со кошулата цело време. Дури тогаш видов колку бев испотен, целиот бев мокар, секој мускул ми беше исцрпен, резултат на борбата што ја водев вечерта сам со себе. Прозборував, се вклучив во разговорот, се обидов да најдам зборови за најдобро да го пренесам тоа што ми се случи вечерта. Сакав лекарот добро да знае дека умирав, дека ми беше ужасно тешко,
дека само секунди ме делеа од смртта. Се внесов максимално и така театрално му објаснував, за да може што подобро да ме разбере. Притисок 130 со 80. Срцето ми се чини во ред, ако сака нека дојде на стрес тест, иако мислам дека нема потреба. Лекарот конечно изусти нешто конкретно, макар што не најдов никаква логика во тоа што го кажа. Него му личи дека срцето е во ред, него му изгледам здрав, па што беше ова вечерва? Зошто сум тогаш тука? Зошто се во чекалница тие со кои требаше да се забавувам цела ноќ? Што да кажеш по ваква реченица? Што попрво да каже човек? Ништо. Ништо не кажав. Изразот на лицето кажал доволно, предпоставувам. Јас на вистина немав идеја што да му кажам. Стави му една инекција да ја запам 10 милиграма и нека оди дома да спие. Морам да ви кажам, не сум баш сигурен, ама мислам дека тоа беше првата инекција што ја примив во мојов живот. Во моментот додека сестрата ме боцкаше, ми текна дека не знам ни дали треба да очекувам болка, дали ќе бидам зашеметен, дали ќе ми се приспие, дали ќе ме отпушти и какво е чувството воопшто. Ама добро паметам дека воопшто не бев анксиозен, знам дека бев многу отпуштен, срцето ми чукаше правилно, чукаше идеално. Мојата прва инекција за смирување. Речи си не болеше. Прва беше, ама далеко од последна. На почетокот ги броев секоја моја примена доза на диазепам, секоја моја инекција, секоја примена помош од моите спасители во бели мантили. Чисто поради евиденција да си знам заради себе. Прва, втора, трета, четврта. Стигнав до некаде и престанав да бројам. Со текот на времето изгуби смисла. Ги обожавав тие инекции. Им требаше 20 на минути да дејствуваат и да покажат колку се моќни. Ке седнев некаде стуткан, ке се сместев во некој тивко ќоша и ке чекав да почне дејството. Ми доаѓаше на помош силен сојузник, мојата верна партнерка добиваше одличен противник. Во тие моменти мораше да се повлече, со тешко срце. Ке се налуташе зашто мамев, затоа што ги користев магиите на моите спасители во бели мантили. А таа горделива како и секогаш, ке ми мавнеше укорувачки со прстот и ке се повлечеше на неколку часови. Знаев дека утре дента ќе бидам казнет, затоа што се криев зад белиот мантил, ама вредеше. Безгрижно поминат остаток од денот и добро проспиена ноќ. Што може човек да посака повеќе? Следуваше еден период во кој на мојата приоритетна листа на истражување на тоа што ми се случува, освен анксиозноста и нерационалните стравови, се појавија и паничните напади. Како овие две да не правеа доволно белја, сега имав и трет непријател. Мошно добро се согласуваше и надополнуваше со мојата најверна партнерка, неверојатно добра синхронизација. Можеа да функционираат на секој начин што може да го замислите, беа секогаш сложни, ме треска од земја една по друга, многу често и заедно. Без правило, како што ќе реша, тука нема шанса да се вмешам, да бидам искрен, самата помисла на тоа ме преплашуваше, а не се ни осмелував. Оди да се дотераш, купи си нешто, в сабота сме на свадба. Гласот на татко ми ме прекина во една од редовните истражувачки мисии посветени на мојата состојба и од одвратните мисли и стравови. Не можам сега, не ми е добро, остави ме. Се свртав кон него со тој свој очаен израз на лицето и го проследив со лут поглед неговото излегување од мојата соба.
За да ја свати пораката, за да биде комплетен впечатокот, станав и ја тресна вратата. Бев лут, не само поради тоа што ми ја наруши концентрацијата и истражувачкиот процес, бев лут и бидејќи знаев дека не можам да ја избегнам таа свадба. Се работеше за моја прва братучетка со која сум израснато дете. Немаше начин да не отидам. Не ми помагаше ниту мојата добро развиена способност за лажење и за манипулација за која ви говорев претходно. Ќе одам, ама не купувам ништо, не трошам пари. Измислив какво такво објаснување зошто нема да одам по продавници да барам облека. Релативно добро објаснување, со оглед на тоа дека вистината беше многу поинаква и неразбирлива за 99% од луѓето што ги познавав. Кој можеше да разбере дека мене ми е страв да излезам од дома? Кој е тој што можеше да разбере дека се вкочанував на секое поминување на улица, на секое присуство во тисканица, во секоја конверзација со кој било лик, познат или непознат? Кој можеше да разбере дека се борам со проклетство што има една цел, да ме уништи целосно, да ме снема? Јас имав проблем да излезам до двор, да не зборувам за подалеку. Апсолутно ми беше небитно како ќе изгледам на таа глупава свадба. Самата помисла на тоа ме вџасуваше, ме вадеше од кожа. Отидов некако, се одвлечкав до ресторанот, но стигнав рано. Додека ги чекав моите да пристигнат, гледав како од сите страни надоаѓаат луѓе, гости, што со нескриени насмевки на лицата едва чекаа да влезат внатре. Дотерани и спастрени, весели и позитивни, горди што со своето присуство ќе придонесат кон долго очекуваната прослава на љубовта и на нејзиното запечатување со брак. Нема поубав повод, нема почисто нешто. Неприсушен извор на среќа. 5-6 часа мир, може би и за мене. Ајде, Мартин, готов си, ке влегуваме? Пристигнаа моите на паркингот, кимнав во знак на одобрување. Што ти е, што си таков, во ред си? Кимнав повторно, не ми се зборуваше ништо, сакав само побрзо да влезам внатре. Додека чекавме на ред за фотографирање со младите, ги наблюдував сите наоколу. Им се одушевував, гледајќи ги, им бев дури малку љубоморен, ми требаше малку од нивниот мир, нивната среќа, за да ги разлабавам барем малку синџирите со кои мојата најверна партнерка ме држеше во покорност. Се разделивме со моите, требаше да се упатам кон масата каде што седеа другите братучеди, најмладите представници од мојата фамилија. Како за инает, да биде уште покомплицирано, таа маса беше на спротивниот крај на ресторанот, најдалечниот дел од огромната сала. Беше преполно, влеговме меѓу последните, речиси сите беа удобно сместени на своите места. Неколку стотици чифта очи зјапаа во секој што се движеше низ салата, шепотејки си и смејки се со другите. Кој со кого дошол, кој како е облечен, дали е остарен, дали е здебелен. На гостите им годеше, парадираа со крената глава, гордо фалејки се со своите партнери. И јас бев дојден со партнерка, иако мојата беше малку поинаква од другите. Мојата анксиозност изрази огромна желба да ме придружува, не сакаше да остане дома. Ме фати силно под рака, толку силно ме стегна, што заедно се упативме кон нашето место. Беше толку задоволна, чекореше паралелно со мене, онака гордо со крената глава и дигнат нос. Се фалеше пред другите, им покажуваше што направила од мене, колку многу постигнала. Намерно го забавуваше чекорот за да добие на време, ретко и давав таква шанса за промоција. Си ја искористи максимално
за да биде уште поисполнета, ме натера да ја наведнам главата долу, најдолу што можев. Потењето и стегањето во градите што ги чувствував, беше само подсетник што ме очекува доколку и се спротиставам на кој било начин. Последните 6-7 свадби на кои присуствував, не ги паметев по убави работи. Немав пријатни спомени од ниту една од нив. Ниеднаш не го дочекав крајот, чекав да помине барем една половина од веселбата и тивко, незабележително, се приближував до излезот и си одев дома. Излегував низ вратата речиси трчајки, воопшто не се вртев назад, не сакав никому да му дадам шанса да ме види и да ме застане. Доколку пак некој ме сретнеше на одење, измислував некоја силна и издржана причина зошто морам веднаш да си одам, не оставав простор за разубедување. Искрено се надевав дека оваа ќе биде малку поинаква, дека ќе го дочекам крајот, ако ништо повеќе, барем тоа. Не. Предпоставувате веќе, мојот заматен ум не ми дозволи, не ме пушти. А се обидов да влијам на него, се обидов да го убедам да ме остави малку намир, не ми успеа. Се обидов и да му наредам, ама и тоа не ми успеа. Во очај се обидов да го збунам и зашеметам со многу алкохол, сакав да го удавам во него, сакав да ме напушти привремено и да си ги понесам и мислите со себе. Без успех. Имаше многу искрена љубов на масата, најблиски роднини и пријатели, кои сакаа да си направат убав муабет со мене, сакаа да го искористиме моментот и сите заедно да евоцираме спомени од едно далечно време, поедноставно и посреќно. Затоа и ги сакав свадбите толку, сите на купче, сите среќни, се слави љубовта, се шири позитивност и ведрина. Ајде да играме, ме викна една од братучетките. Сакаше да играме, додиме до средина на таа огромна сала, пред сите тие трепкачки светилки, прегласна музика, камери и фотоапарати. Таму каде што немаше место за криење, таму каде што во тој момент се вкрстуваа погледите на сите присутни. А ги имаше премногу. Не, немаше сила што можеше да ме однесе таму. Не можам сега, ајде малку подоцна. Морав да ја излажам нешто, морав да ја убедам за да ме остави на тоа столче, да не ми прави уште полошо. Се повлече, правејќи една гримаса со која ми стави до знаење дека ми е лута, дека не сум фер и дека не е културно да одбијам млада дама. Го знаев сето тоа. Знаев и дека изгледа лошо, ама немав друг избор. Подобро е така. Погледнував во часовникот. На почетокот, на секои 10 минути, па на 5, па уште почесто. Времето како да застане никако не поминуваше. Се потешко дишав. Чувствував како сите присутни праќаат скришни погледи кон мене. Не бев сигурен дали на мојот лик се гледа хаосот што ми се случуваше во главата. Црните мисли почнаа да ми го бомбардираат умот од сите страни, без чувство и без никаква жал. Неколку пати излегов надвор на воздух, отидов најдалеку што можам, се свртев наоколу, бев сам. Што ми е сега налед веќе, што ми се случува? Почнав да се карам со себе, не многу гласно, ама сериозно, строго и бесно. Ги стискав забите толку силно, ги стискав и тупаниците. Почна да ме обзема гнев и бес. Можеби потојно сакав да ја исплашам мојата најверна партнерка, која цело време стоеше до мене, дискретно смешкајки се на тоа што го гледа пред себе. Се смешкаше на мојот лут поглед, на моето нервозно одење напред-назад, на сите мои потези, кои требаше да ја натераат да се откаже од тоа што го наумила вечерта. А точно знаев што сака. Никој не ја познаваше подобро од мене.
Знаев што е крајната цел таа ноќ. Каде отиде бе, си изгуби, те бараат? Се вратив назад, седнав за повторно да се обидам да се вклопам. Веднаш си нарачав нова пијачка, се сместив удобно и се насмевнав. Повештачка насмевка не можете ни да си замислите. Ама ако, подобро така. Решив да се однесувам како сите други таму. Го искористив гневот со кој бев исполнет, ја кренав главата горе и со задоволство ја дочекав пијачката која стигна во меѓувреме. Онака моќно ја испив целата наеднаш и веднаш си нарачав друга. Додека ја чекав, направив обид да се вклучам во муабетите што се вртеа на масата. 10 минути. Ете толку издржав од оној момент кога ја дигнав таа чаша, не ја ни дочекав следната. Ме совладаат такви стравови, реални и нереални. Се околу мене почна да личи на закана, морам да бегам оттаму. Едноставно морав, и тоа што побргу. Почнав да јадам тежок ќотек, речиси неподнослив. Објаснувањето на моето бегство за сите таму беше дека премногу ме боли главата, апсолутно неиздржливо. Со оглед на тоа колку време имав за да смислам нешто, пожемната главоболка беше одлично решение. До излезот одев со забрзан чекор, гледајќи само напред. Од излезот на ресторанот почнав да трчам, буквално трчав до паркингот, само сакав да влезам во автомобилот и да избегам оттаму. За жал, не можев да извозам до дома, колку и да се трудев. Итната медицинска помош при поликлиниката Чаир беше местото до каде што успеав да стигнам. Ставете му 10 мг диазепам и нека полежи да се смири. Примив уште една од моите омилени инекции, повторно добив помош од моите спасители во бели мантили. Половина час лежав стуткан, свртан на кај зидот, концентриран на една од дамките од крв, која очигледно стоела таму долго време. Стигнав дома пред моите, никој не дозна за тоа што се случило, се затворив в соба и легнав. Дополнително испив уште некој апче за да го засилам ефектот на таа магична инекција. Лежав на креветот и вреска во себе. Очаен крик кој знаев дека не стигнува до никого. Се обидував и да фантазирам за барем малку да си олеснам, ама и тоа не ми успеваше. На крајот се молев. На тој начин и сум заспал. Морам да спијам, само побрзо да помине кошмаров. Морам. Те молам, Господе, помогни ми да заспијам. Само тоа. Ништо повеќе не барам. Се повеќе луѓе од најблиската околина забележуваа дека нешто сериозно не е во ред со мене. Беше лесно забележливо дека се повеќе тонам, дека се менувам од корен, промената беше евидентна. Се повеќе до мене стигнуваа коментари, повеќето добронамерни, дел од нив точни. Не се осмелуваа да ме прашаат директно, никој не ми пристапуваше на тој начин. Им ги гледав прашалниците во очите, тоа не можеа да го скријат. Моите пријатели беа вистински загрижени. Некои од нив ми се приближуваа и ми нудеа помош. Им се отворив, ја прифаќав подадената рака. Мартин забегал, бил да се лекува 100%, затоа го снема. Најверојатно почнал да се дрогира. Мартин е ментален. Кој знае како ќе заврши, на лош пат е тргнат. Имаше и вакви коментари. Мојата борба со анксиозноста и со паничните напади им дојде како порачана на многу злобни души наоколу. Го искористија моментот да плукаат отров на секаде, да измислат приказни што им ги полнеа ситните душички. Не ме болеше што лажат. Бев навикнат да слушам приказни од нив.
Бев свесен дека само тоа и можат. Да зборуваат, да верглаат напразно. Ми беше жал за моите дома до кои стигнуваа ваквите приказни. Знаев дека ги погодува, иако никогаш не го покажаа тоа. Мартин, дојди земи ја слушалката, тетка ти сака да те чуе. Ме викна татко ми во дневната, знаев дека се работи за неа, многу ретко се случуваше некој друг да задзвони на фиксниот телефон. Не можам сега да зборувам, кажи дека не ми е добро. Излажав, многу сакав да се слушнам со тетка ми, но не можев. Се плашев. Не од неа. Немојте да ме разберете погрешно. Се плашев од себе си и од мојата реакција. Знаев дека татко ми ја известува за тоа што се случува со мене. Знаев дека сака да ме слушне и да се обиде да ми помогне, ама едноставно не можев да ја земам таа проклета слушалка и да почнам да зборувам. Тетка ми се бори со тумор, уште еден член на мојата најблиска фамилија што се бори со тоа проклетство. И беше диагностициран случајно во напредна фаза и тоа на најлошото можно место, во главата. Резултат на незината грижа и борба за сопствената фамилија, резултат на брзиот начин на живот, резултат на многуте непреспиени ноќи. Многу од лекарите се откажаа од неа, туморот бил на премногу сензитивно место, ретко кој се нафаќаше да ја оперира. А таа и во тие ситуации си го оправдуваше епитетот страшен борец и бараше итно да се извади тоа нешто од незиното тело. Процентите не ја интересираа и без да ја кажат, знаеше дека не одат во нејзина полза, реши да направи се што може за да преживее. Беше таза оперирана во тој период кога бараше да ме слушне, преживеа, операцијата беше успешна и покрај тоа што лекарите не успеале да го извадат целиот тумор од незината глава. Замислете само, низ целиот процес таа беше насмејана. Каква храброст само треба да имаш во себе за да го изодиш тој пат со насмевка на лицето. Борец, голем борец. Еден ден што со ништо не се разликуваше од претходните, што во ништо не беше потежок од претходните, слаб и ситен, се мачев на работа чекајќи да дојде 16 часот и да избегам дома. Секој ден истото. Не дека некогаш успевав да издржам до крај, 8 часа работа за мене беше невозможна мисија. Тој ден бев особено слаб. Се сеќавам дека истураше цел ден, воопшто не прекина. Немаше тензија, поради лошото време не ни доаѓаа клиенти, ден создаден за забошотување, колегите си го користеа максимално, ретко добиваа вакви моменти. Јас не можев да се поднесам, бев неверојатно загрижен дека во секој момент ќе удри катастрофален земјотрес и дека ќе не снема. Моите стравови се редеа без престан, нелогични и нереални, неверојатно моќни. Им реков на колегите дека имам некаква итна обврска и се одвезов дома. Го пуштив телевизорот колку да ја прекинам неподносливата тишина, а таму реприза на некаква утринска емисија со гостин специјализиран за областа на психологијата. Младите се се повеќе несрекни, решението го бараат во антидепресивите, а тоа е загрижувачки. Си се насмеав самиот, одамна ми немаше дојдено така да се изнакикотам. Полн со иронија и со сарказам, не можев да се изначудам како успеав да го погодам моментот. Трудејќи се да направам нешто што ќе ми ги оттргне мислите, јас налетав на некој што објаснуваше работи што ги знаев подобро од сите. Барем од него сигурно. Да ја имаше мојата верна партнерка за придружба, немаше да седи таму насмеан, пред сите тие камери и да говори пред илјадници луѓе за нешто што никогаш не го почувствувал. Меѓутоа, се трудеше, имаше добра цел, најверојатно некој се храбреше гледајќи го. Задзвони телефонот, внимателно му се доближив и се уверив
во тоа што го предпоставував. Бројот беше на тетка ми, зјапав неколку секунди во него и ја кренав слушалката. Реков едно ало, кое требаше да звучи весело, безгрижно, требаше да покаже живост. Па кај си бе, тета, никако да те слушнам. Еве сум, конечно да се погодам дома, ми кажаа дека си ме барала неколку пати. На нејзина среќа, на нејзиниот неверојатно пријатен глас, извинете, возвратив со една вештачка насмевка, најверојатно ја насети во тие неколку секунди, додека да ми го постави прашањето од кое и се плашев најмногу. Тоа прашање поради кое го избегнував тој разговор толку долго време. Како си? Немаше бегање. Многу пати ме прашале и секогаш сум одговарал. Најчесто лажев, не се отворав толку често, ама секогаш имав одговор. Овој пат не беше така. Тоа нејзино прашање, тоа нејзино како си, беше најтешкото нешто на кое некогаш сум морал да одговорам. Замолкнав, не можев да изустам ни збор. Ми падна толку тешко, долги и мачни месеци и години ми поминаа пред очите во тие неколку секунди. Не сум добар. Едва изустив. Не знам ни дали ме разбра. Се расплакав, немав сила да ја лажам. Не дека не се обидов, ама едноставно бев премногу слаб. Не паметам кога последен пат ме победиле солзите на тој начин. Не паметам таква експлозија од емоции. Јас бев преморен од товарот што го носав толку долго. И тоа беше тоа. Не се ни обидов понатаму да се спротивставувам. Ги оставив солзите да течат, мојата тетка замолчи, остави да излезе секоја болка и страдање од мене, ги остави да се покажат. Не паметам колку долго зборувавме, односно колку долго тетка ми зборуваше. Јас не можев, не се ни обидував. Замислете, таа жена со таква диагноза, со таква одвратна диагноза, таа требаше да ме теши мене. Ете, толку бев мал и ситен, толку бев уништен. Еве ви е најреалната слика каков бев во тој период. Подобро не можам да објаснам, колку и да се трудам. И не сакам. Не смеам. Премногу влијаеше на тоа што сум сега. Не знам дали ќе бев тука денес да не ја кренев слушалката тогаш. Таа сила однатре, тој инстинкт што ме натера да се јавам, истиот тој ме тера и да ја напишам книгава. Се додека го чувствувам, се додека работи во мене, нема да се откажам. Тука е, моќена, расте.